Детската маалска игра со многу креативност, труд и љубов прерасна во ремек дело. Ана Андонова стана режисер, а другарчињата главни ликови во нејзиниот прв краткометражен филм. Грашок е првенчето на Андонова, кој вреди да се погледне и ја пренесува пораката на Ана Франк. И покрај се, луѓето се добри во срцето. Беше и тешко и многу чудно, затоа што претходно сум немала искуство со снимање, како што сум имала во театар, а со тој дојде и идејата за да го направам овој филм. Тоа беше од представата од Пишани, кој што минатата година имаше премиера и во кој глумев еврејка. Темата беше слична како мојот филм. И како за секоја улога, така и за ова јас морав да се припремам, да истражувам за мојата улога во овој случај за еврејка. Како што за секоја представа истражувам, за ова се задржав, бев фасцинирана и не сакав со оваа тема да завршам само со представа. Со своите 15 години Андонова се инспирирала од Холокаустот, маките на евреите од Ана Франк, нејзината најголема инспирација. Во краткометражниот филм се раскажува за братче и сестричка од тетовско еврејско семејство, кои остануваат без својата мајка. Сепак, тие се борат да преживеат со помош на еден германски војник. Инспирација ми беше дневникот на Ана Франк, кој што исто така жртва на Холокаустот, една од позначајните, и таа на мои години го доживела Холокаустот. Во овој случај за германците, за евреите, како не треба да имаме предрасуди. Ако е некој евреј, не значи дека е ваков, или ако е германец дека е лош. И филмот е една метафора на тоа, затоа што се покажува и за денешно време, не само за порано. Ана е долгогодишен член на летечката театарска трупа при детското драмско студио во Тетово. За време на летниот распуст, заедно со своите врсници, успеала да го направи своето прво филмско дело. Иако има само 15 години, таа својот талент го преточува во поучна приказна, интересна за сите возрасти. Креативна, упорна, вредна, Ана Андонова изненадува со талентот кој го поседува. Токму затоа го доби местото личност на неделата на телевизија Менада.